акција. Снима! Тинтери шоу! Добро беше? Ти да отвика дека не се вика, вика се вика Вели. Тинтери шоу! Тинтери шоу! Дечки, нема интернет. Стварно? Аби кај мене снема. Че? Се нема интернет. Не знам што ќе правиме се. Леле. Ви известуваме дека последните 20 дена нема да има интернет конекција. Вашите уреди нема да работат. И вие ќе не може да бидете на интернет. Ви предложуваме да идете надвор или да се дружите со вашите пријатели. Како така? Надвор? Што Што е тоа надвор? Ама надвор има луѓе. Тоа сладно е. Ма што ти? Немаме труки. Иван, добар си? Што да правим? Иван. Не може да идем надвор. А добаш, ајде доматика. Што е? Дојде интернет. Интернет. Абе, вака е поинтересно. Стварно е поинтересно. Абе, ајде каков интернет. Поинтересно е вака. Тинтери шоу! Дали сте знаеле дека првиот дизајн на робот бил измислен во 1478 година? А дали знаете кој е авторот на тоа? Па секако дека не знаете. Тоа бил Леонардо да Винчи. Не сум го знаел тоа. Интересно. Милионерот Денис Тито платил $20 милиони за да седи една недела во Вселената. Само 20 милиони? Дали се знаеле дека има видови глина што се јадат? Јас сум пробала. Остај што си пробала глина, туку дајте молам, држи го ова ми падна на рацете, те молам. Дали сте знаеле дека шахот уште се вика игра на краљевите, дека порано само краљевите играле шах? Сами со себе играле шах? Тинтери шоу! Добар ден, ученици! Добар ден, наставничке. Ајде, отворете тетрадки, денеска ќе земеме нова методска единица. Имаме ли отсутни? Ајде, Ема, дежурнаши. Наставничке, отсутни се Теодора,
Теодора, како се презиваше? Арсовска. Добро. Мија Добро. и Димитри. Димитри, добро. Ајде. Значи напишете наслов. Добар ден, наставничка, извинете што доцнам. Димитри, зошто си бос? Верувајте ми, наставничка, подобро е вака. Ама Димитри, што зборуваш ти? Како подобро е вака? Бос во училиште. Јас ова прв пат гледам. Наставничка, стварно подобро е вака. Чи, Димитри, ти ли си наставник или јас сум наставничка? Вие сте, ама стварно вака е подобро. Димитри, па слуша наставничката. Ама кога ви викам подобро е вака. Значи, Димитри, веднаш облечи ги патиките. Добро, наставничка, како сакате. Ајде, Димитри, отвори тетрадка, почни да работиш. Сите веќе работат. Мастика жвакаш? Ајде веднаш да ја поклониш на корпата. Не е смешно. Ајде работи. Наставничка, ја заборев тетрадката. Мастиката не ја фрли, така? Не. Кажи, Бисера. Наставничка, нешто смрди. Што нешто смрди? Леле бре, деца бре, што ви е денес вас? Наставничка, и тука нешто смрди. Ама деца, што ви е вас денес? Не да смрди, корне. Ви реков подобро е онака? А што смрди? Димитри, ти знаеш што е ова? Наставничка, па згазнав у кучешки измет, тоа смрди. Аман бре, Димитри. Аман бе, и сега? Сега да ги соблечам пратиките пред врата. Не, Димитри, не. Ајде, земи си го ранесот и оди дома, мајка ти нека те изчисти. Добро, наставничка. Пинтер шоу! Во 1985 година Ерик Кноперт изиграл 500 партии шах со време трајање од 10 минути за само 68 часа. Вау! 500 партии? Дали сте знаеле за лансирањето на Space Shuttle дека се потребни 450 милиони долари? Скапа работа. Многу скапа работа. Дали сте знаеле дека во 2017 година во поштата биле потрошени 660 милиони ластичиња? Обични гумени ластичиња. Тоа се многу ластичиња. Пинтер шоу! Здраво. Здраво. Што правиш? Ништо. Многу ти убава капата. Еј, фала. Од кај зема таа книга? Многу беше убава. Од книжарница. Сакаш да одиме во кино? Може. Епа, се чекаме после школа. Добро. Епа, ајде, чао. Чао. Еј, Ева, иде. Ја не изборувам. Ни јас. Здраво, дечки. Здраво и чао. Дечки, што ви е? 5 сати пред кино дремевме ко мајмуни, а ја носев и капата. Еве ти ја. Лукај си, дечки, што ви е? Ајде. Пинтер шоу! Дали сте знаеле дека најголемата крофна тежела 1700 килограми, а диаметарот е бил 5 метри? Чите ми, че готове. Джиновска крофна. Диамантите се формираат 100 км под земјата и излегуваат на површината со вулканските ерупции. Фала, многу пријатно. Довидување. Дали сте знаеле дека најскапата торта чинала 35 милиони долари и содржала накити скапоцени камења? Вау! Значи луѓето јаделе диаманти? Како можеш диаманти да јадеш? Мене тоа воопште не ми се верува.
Финтер-минтер шоу! Спремни сме? Почнуваме? Айде. Айде. Сега, ти знаеш дека сигурно сум била за против за пишување на машина, што е најнормално. Ја немаше да ги имам сите тројки, двојки, во школа не е така. Така. Сега зашто? Јас лани имам добиено диплома, што дека треба ми веруваш дека не треба да пишуваш домашно. Мислам, на толкав курс за непишување да одиш, што стварно, сега зашто? Затоа што имаш повеќе слободно време, например. Да, но ако пишуваш, ќе имаш подобри оценки, тоа што си го запамтил на часот, ќе го развиеш и дома. Аха, мислиш. Нема да те боли раката ако не пишуваш. Најнормално, мислам. На време си ги завршуваш обврските. Но за да си ги завршиш тие обврските треба време. Така, пак доаѓаме на првото дека имаш повеќе слободно време. Точно Ако пишуваш така. немаш слободно време, а ти треба. А ти ќе имаш слободно време секако, но ако напишеш, подобро ќе имаш слободно време. Како не Поубаво. Која ти бе? е таа Мислиш дека математика? ќе можев да одам 5 сати пореди на кино и театар да пишувам домашно? Како не бе? Фа е. Не, Глупости. Не, глупости живи глупости. чекајте да допишам. Што ќе пишуваш више? Како прво, ако добиеш тројка, знаеш дека полесно се учиш да си ги прифаќаш и грешките и се. Јас цел живот добивам тројки и двојки и цел живот си ги прифаќам грешките. Уопште не ми е тешко кога ќе ми каже некој така. А вака, што ќе се ригавам за една петка па да плачам дома, Не, ама сите деца сакаат да пишуваат домашна. Например, некој како вас. Ако пишуваат и меморијата си ја развиваат и се. а за работни обврски што да ти кажам? Абе, Признај, Така е. глупост. например, ако работиш во група, тебе никој нема да те вика, затоа што знаеш дека нема да работиш. Како прво наставничката што знае дека ти не пишуваш домашно, нема да ти вика. Јас на пример во животот ти работено во група само во градинг. Да, но некогаш домашната ја даваат и во групи. Така и некога. да, и развиваш социјални вештини и плюс се дружиш. Абе се дружиш, ама ако пишуваш домашно немаш слободно време. А ако не пишуваш имаш слободно време, имаш повеќе време за дружење. А башка, јас и Георгина сме најверни другарки, поради тоа што јас никогаш не сум пишувала домашно и сега што имам време за да си играме со неја. Да, ама вие виде само едно кажавте, ја види колку наброј. И Ние затоа едно можеш да кажавме. пишуваш домашно. Ние да напишавме повеќе кажав. Да. Не кажавте. Мене ме мрзи, например, да пишувам, затоа и не пишувам домашно. Е, па ете, затоа не ќе те да пишувате Затоа што домашно. не Зошто боли. ве мрзи? Затоа што не боли Окей. раката. Затоа што немате работна навика. Ама ти не Например. се секираеш за нашата работна навика. Не, ја работна навика можам да стекнам. Ама кое е она чувство кога ќе знаеш дека некој ќе ти каже дека немаш домашно и автоматски целото оделение ти ракоплеска, пошто како знаеш треба да имаш храброст за на математика да ја кажеш дека немаш домашно. Точно така се согласувам. Ве молам, јас да кажам, да, но ако имате домашна, сите ќе ве сакаат, ќе ве бараат, вие... Сите ќе не сакаат, ама Они да- не. они- Ако немаш домашно, ни една наставничка не те сака и автоматски не те збори. И јас наместо да го јадејте го сендвичот кога одам по ходник, например, ја не морам да го вадам од уста општец да ти кажам здраво, си продолжуваш да го јадеш. Тоа ти е предност. И никогаш не останувам гладна. Мислам, јас сендвичот да го занемарам за да не се да ја кажам здраво, тоа е Тоа нема врска со пишување домашна, тоа ти е само невоспитание твое. невоспитание. Како не бе? Тогаш незино невоспитание е она мене која нема да ми одговори на часот кој прашувам нешто. Добро, еве ја креата, јас си одам и имаме хемија. Не можам да излезам на кресо. Па не ќе не докажеше дека Чекај, што имаме тоа не по химија? Стварно. Имавме домашно на 6-8 страна. Па ништо, јас веќе го напишав што. Нема врска, јас обаш неќе, ама греото ми беше за жената, бе, стара, што ќе навидам сега. Ама јас немам запишано. Еј, мајка. А ние снимаме. Што? Се сите ги знаме дека нема пишувам домашно. Па добро, ајде, јас морам да додам. А јас? Чекај ми мене. Ајде, доаѓај. Финтер-минтер шоу!
Tintiri show. Hollywood se plaši i da deca naši tuka site glumat pejat i postojano se smejat. Nekoj crta, neko igra dava gol, a nije go imame Tintiri show. Tintiri show. Ide i kamera isto taka. Akcija. Sekoj talent mesto svoje saka. To super avantura, gledaj pravi me kultura i ti ne pagaj vo zamka. Izlezi od ramka. Tintiri